паркинг политиката на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Со Душко Коцевски, со директорот, разговараме на овие теми. Добро утро официјално. Добро утро и ви благодарам за поканата да разговараме за новостите околу работењето на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Паркинг политика, цени, започнуваме со тоа прашање кое што навистина предизвика реакција кај граѓаните. Ни помалку ни повеќе велат дури 500 денари покачување на паркингот. Зошто? Бидете, најпрво било каква промена да направиме на подзаконските акти на предпријатието. Секогаш има реакции, одредени реакции. Нашата насока не е тука само корекција на цените, туку е во воведување на еден праведен, еден функционален, еден одржлив систем на паркирање за воиднина. Знаете веќе дека притисокот околу јавниот паркинг простор во Центар со таа зголемена фреквенција е голем, така што мора да направиме мерки за подобра организација. Со досегашниот правилник ние имаме ситуација каде домаќинства со 3, 4, 5 и повеќе возила имаат бесплатно паркирање или паркирање со некој минимален надоместок. И тоа реално не е фер, не е праведно користење на еден ограничен ресурс како што е јавниот паркинг. Не е фер према соседите, према останатите жители да речеме едно домаќинство зазема нели толкав паркинг простор пред зградата, зборам сега за јавните паркиралишта. Меѓу другото, тука го менуваме и моделот на функционирање, не се работи само за корекција на цените и сметаме дека со овој модел кој што е по имотен лист, односно по домаќинство, сметаме дека ќе се намалат едни злоупотреби, да речеме каде што одредени граѓани остануваат со иста лична карта и користат бенефициите на предпријатието, а веќе не се реални жители во домовите на територија на општина Центар. Исто така се очекуваме да бидат стимулирани оние граѓани кои што имаат своји гаражи, своји паркинг места, а повеќе коли, истите тие да ги употребуваат повеќе, бидејќи за тоа им е намената, визави она користење, бидејќи беше бесплатно за сите, она користење каде што е полесно нели паркирањето на јавниот простор, значи не може целосниот товар да падне на јавните паркиралишта, така што со овој сет на мерки и корекцијата на цени очекуваме, кажам повторно, поправеден и поодржлив систем на функционирање на паркирањето на територија на општина Центар. Тоа се неколку категории на граѓани. Оние првите кои што ги споминавте дека имаат по 2, дури 3, рековте, возила, тие посекако ќе се паркираат пред своето живеалиште. Платиле тие за едното, 2 или 3 возила, тие ќе бидат фатени паркинг местата. Зошто велите дека за соседите тоа ќе биде неправедно користење? Сега наместо бесплатно да ги користат, де факто тие живеат таму и се на лична карта и живеат, значи присутни се, велите има злоупотреби, да, точно. Верувам дека има, со лична карта па живеат на друго место, но оние кои што живеат секако ги користат, сега само ќе мора да ги платат. Видете, не се согласувам целосно со таа констатација. Цените секогаш имаат и регулаторна улога, односно прават стимулација или дестимулација на одредено вид однесување во однос на паркирањето. Секако дека не е праведно да некое домаќинство има 4, 5 или повеќе возила и за истото, според сегашните правилници, да не плаќа воопшто, визави други домаќинства кои што користат, да речеме, еден паркинг простор или максимум 2 паркинг простор на истиот паркинг. Така што тука пак е поспомнам и за гаражите, така што мислам дека тоа не е само мислење, него е направена анализа во однос на неколку месеци уназад. Комуникација со жителите, ние имавме многу малски средби во текот на изминатата година. Особено во Дебармалови беа активни. Секако, но и насекаде низ целиот Центар. Постојано доаѓаат сме отворени за средби и во Паркинзи на општина Центар, и во самата општина Центар има отворени денови и секако ние имаме стручни служби, консултација со сообраќајни инженери, за да дојдеме до овој сет на мерки кои што очекуваме, можеби не веднаш, но за неколку месеци додека се воспостави целосно сите мерки од овие измени на правилникот, да тоа се види на самиот терен дека има поголем ред во паркирањето и повеќе достапност онаму каде што е најпотребно. Се надеваме дека ќе воспоставите сообраќајна култура.
Како ги одредувате цените на паркинг зоните врз основа на тоа колкав број на паркинг места има? Таа е главната причина или како одредувате? Цените секако зависат од повеќе критериуми, секако едниот е понудата на паркинг места која што има на одредено паркиралиште. И тука секако е нели побарувачката, односно фреквенцијата, режимот на користење и потребите на самите жители дали на самата локација, така се формираат цените кога правиме одредени промени во правилникот. Кој дел ви е најкритичен во центар? Каде имате недостиг, каде е најкритично во воспоставување на сообраќајна култура, односно постои некултура? Вообичаено тоа се делови каде што е густа урбана населба, каде што има еден спој на и стамбено живење и локали, да речем, деловни субјекти и административни субјекти, значи институции, клиники, каде што луѓето имаат потреба да завршат некоја работа и доаѓаат нели во центари, доаѓаат на тие локации. Ако можем конкретно би кажал тука е Дебармало, Буњаковец, околу клиничкиот центар, значи нашите паркиралишта околу клиничкиот центар имаат доста голема фреквенција и самиот градски ѕид. Се размислува да се зголеми бројот на паркинг места или да се најде некој идејно решение во кој што ќе се може повеќе да се овозможи места за паркинг? Со оглед на тоа дека сакали или не, во текот на денот најголемиот број на часови е регистриран во централното градско подрачје, дали работните обврски го прават тоа, дали некој од другите обврски, централното градско подрачје како да не стигнува до 17-18 часови. Секако јас би рекол дека центар е како општина можеби најфреквентна во урбаната зона во целата држава, кога зборуваме за паркирањето, заедно со општината, односно општината е нели носител на тие проекти, документации, инвестиции и слично. За сега се најавени над 300 паркинг места во новата општинска зграда во Дебармало, значи ќе го растерети тој дел во однос на притисокот на паркирањето. Понатаму се разгледува, се работи на опцијата за катна гаража во Буњаковец позади трговскиот центар и на неколку други помали локации каде што се размислува за монтажни гаражи, со што би се зголемил бројот на паркинг места и би се намалил тој притисок, односно сообраќајен неред во паркирањето. Ќе може градот да го издржи овој наплив на возила? Видете, велите правиме анализи, сме на терен. Динамиката во последните можеби подлог временски период покажува дека брзината на зголемувањето на бројот на возила визави инфраструктурата за нивното одржување, односно примање на нивните во центар, односно паркирањето, оди побрзо динамиката на зголемен број на возила. И секако центар како центар го осеќа најголемиот притисок, веќе кажав, но гледам дека и други населби со густа урбана средина веќе имаат проблем. Самото предпријатие или само една општина не може да работи на целосно решавање на проблемот за паркирањето во градот и сообраќајот. Секако потребна е комуникација, потребна е координација на повеќе нивоа, на повеќе институции и многу инвестиции. Значи, кога сме кај инвестициите, веќе гледаме дека има некои најави. Тука неодамна беше во врска со клиничкиот центар за монтажни гаражи, неодамна имаше и некоја најава за нова катна гаража во МВР за вработените, околу собранието се работи на нови паркинг места. Ова е засега вака што сум го видел од медиумите. Ние тоа секако го поздравуваме, се што значи зголемување на бројот на возможни паркинг места на територија на центар, ние го поздравуваме и тука сме во најмала рака за стручна консултација или споделување на искуства во однос на управувањето на паркиралиштата. Но тука би потенцирал и друго, дека зголемувањето на бројот на паркинг места е еден дел од решението, секако без соодветно работа и инвестиции во зголемувањето на сообраќајната
сообраќајната култура, во подобрувањето на јавниот транспорт во градот, подобрување на инфраструктурата за велосипедите и за поддржливите средства на транспорт, не може да не се вметнат во таквото решение, кое што тоа би значило намалување на онаа потреба од возила за доаѓање до центар. Работите на дигитализација, мобилната апликација и тоа како врши работа, мора нешто да разјасниме. Доколку е пропишана казна, од друга страна, ПАЕК службата многу добро си ја работи работата, верувам дека сте задоволен во тој дел за воспоставување на сообраќајна култура, еве така да го наречеме, ред и поредок. Од друга страна, доколку се добие казна, 24 часа наспроти претходно како што постоеше повеќе дена, да може половина цена, не? Не, секогаш било 24 часа? Да. Добра. 24 часа може да се плати половина цена. Доколку има конкретно граѓанинот забелешка во делот нота како му е пропишана казната, дава приговор веднаш. Приговорот се разгледува и одговорот се добива после, да речеме, 2 недели. Горе-долу, така? Добро. И доколку приговорот не одговори на желбата, односно потребата на граѓанинот по половина цена да ја плати казната или пак да му биде поништена казната, не знам како ви е сега во делот на решенијата, повторно си ја плаќа цела казна. И сега што советуват? Без разлика дали сме задоволни или не од казната, подобро да си ја платиме веднаш казната, затоа што ова друго секако или ќе си ја платиме или во полн износ или ќе треба да Видете, најпрво, многу предпријатија не имаат таа опција за плаќање на упола казна. Значи, пред се не е тоа казна, тоа се дневни паркинг карти, да бидам по-професионален. Во секој случај, ајде да зборуваме без разлика. Кој го има, кој го нема. Дајте да зборуваме за вас, дајте да зборуваме за тоа реално дека навистина со оглед на семејниот буџет високи се казните. Високи се и сега покачувањата на цените. Ме разбирате, семејниот буџет без разлика колку и возила да имате и како, можеби некои се наследени возилата од повозрасна мајка, татко, седно, ме разбирате? Во делот на реализација на семејен буџет, како да им помогнеме ние на граѓаните? Што да советуваме? Освен тоа да се паркираат на обележена си платат, но доколку добијат казна. Секако дека аповот е да паркираат на обележено, да паркираат прописно. Тоа е, значи, мислам дека не треба да дискутираме околу тоа дека треба да бидеме добри учесници во сообраќајот, па и во самото паркирање. Во однос на дневните паркинг карти, нашето леснување е што, пак ќе кажам, ние сме можеби единствени или можеби од ретките кои што даваат таква шанса во рок од 24 часа да се земе припет карти и да се плати упола, значи 50% е тоа раснижување. Во делот на приговорите, секаде, мислам, јас не сум сретнал подруг случај кога имаме одреден приговор кој што подразбира трошење на ресурси на предпријатието, комисии заседаваат, ги гледаат убаво доказите, и тоа збориме за повеќе, нели се собираат. Не можеме, нели, секој ден да имаме комисија, може таа дневна паркинг карта да биде у петок, во сабот и така натаму. Се собираат материјалите, се разгледуваат и се до тоа значи зголемено трошење на ресурси на предпријатието за да може тие да ги процесуира. Секогаш е тоа врзано со временскиот период и е стрикно онлайн тоа раснижување. Значи не можеме да го врземе со приговор или не приговор, туку е врзано 24 часа од издавањето на дневната паркинг карта. Така што тоа можеби да им биде појасно на корисниците. Доколку има приговор, тој трае сигурно на 24 часа во однос на враќањето на одговорот и секако дека таа опција повеќе не се продолжува, системот е автоматизиран и е стрикно плаќање онлайн во рок од 24 часа. Добро, задоволни се граѓаните од поднесените тужби, имаат, мислам, не се тоа тужби, тоа се приговори, да речеме. Имаат позитивен одговор или како завршуваат тие? Видете, нашите... Кој победува, предпријатието или граѓаните? Не се работи за победа, доколку има некој пропуст од наша страна, комисиите се искусни,
ги гледаат доказите, дали пратен СМС, некогаш дури попуштаме доколку речеме сгрешено е делот на, не знам, регистрацијата, имало некој пропуст или збориме се за една пораката и слично, така што имаме разбирање за тоа. Во тој дел, значи, стварно ние доколку има и пропуст од наша страна, што е реткост, но доколку има, секако дека ги одобруваме тие рекламации, но во најголем дел вработените се обучени, нели, да постават дневни паркинг карти кога стварно возачот, односно тој автомобил, не го има регулирано своето паркирање. Во секој случај бидете одговорни корисници на сообраќајните правила и прописи, корисници на јавниот паркинг простор. Со оглед на тоа дека веќе колку време сте во вашиот мандат, колку време ја работите? Па сега се навршуваат 4 години. Така, да, подолг временски период е, да, не знаев точно колку. Секогаш кога е во прашање семејниот буџет, а секогаш кога е во прашање колку треба да се плати, секогаш ќе има поплаќи од граѓаните, без разлика дали цената се одвестува според стандардите или пак ги надминува стандардите. Лично ќе ве прашам, кој ви е најголем предизвик во вашата работа, на вашата функција? Добро, сега ако зборувам од професионален аспект, секако дека таа континуирана борба помеѓу потребите и желбите на самите жители, на корисници на паркинзите и она лимитираност на јавниот простор со кој стопанисува предпријатието, лимитираност на возила и оној се поголем и поголем замав на поголема фреквенција во центарот на градот. Центарот се развива, целиот град се развива и според последниот попис повеќе жители, така што и овие промени се во реакција на антиципирање на тој зголемен притисок. Уште на почетокот, значи, мисијата беше да се подигне нивото на работењето на предпријатието, да се подигне професионалноста, присутноста на терен, така што имаме доста добри резултати во тој дел, што говорат и годишните извештаи кои што се јавни, но пред се тоа е предизвикот да се балансира меѓу потребите на самите корисници и жители визави реалните можности, односно лимитираните можности во однос на паркинг места кои што се нудат во центарот. Добре, и во секој случај верувам и да се направат промени, поради тоа што е едно од ретките јавни предпријатија кои што е модернизирано. Така што верувам и да се одговори на модерниот начин на живот и потребите, динамиката која што ја живееме. Ќе дадете ли порака до жителите кои што секојдневно се соочуваат со проблемот, под наводници проблемот ќе го ставиме, паркингот? Што се однесува до жителите, секако можем само да им се заблагодарам за разбирањето кој што повеќето од нив го имаат. Пак ќе повторам дека лимитиране понудата на паркинг места, ограничен е јавниот простор во центар, така што поштеднаш благодарам за разбирањето. Работиме во насока на подобрување, на подобра организација. Овие промени значат се во насока на тоа. Секако дека треба да има и подобрување кај сообраќајната култура кај сите, не само како учесници во сообраќајот и возењето, туку и во паркирањето, да се има предвид поготово на помали релации, дека може да се оди и пешки, може да се употребат и алтернативни видови на транспорт, како сите заедно би учествувале во подобро функционирање на сообраќајот и самата ситуација со паркирањето. Добро, благодарам на разбирањето, во делот на прашањето, ти сакав малку повеќе за цените да зборуваме, сакав малку повеќе на тимите кои што не зборувате толку многу јавно, иако нели со едно соопштение ни давате до знаење кои се правилата и прописите кои што треба да се почитуваат и кои што ги поставувате како дел од политиките на јавното предпријатие ПОЦ или паркинзи на општина Центар, со лесно работа. И се радувам дека се гледаме и понатаму со следните проекти кои што ги правите, затоа што сте во тек постојано правите некои нови во делот на дигитализација, модернизација. Така што, да, тука сме на располагање секако.
Ви благодарам уште еднаш за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Да продолжуваме со инвестиции, со дигитализација. Покрај соопштението, секако јас секојдневно, би се рекло, сум одговарам на медиумите, присуствувам на интервјуа како би повеќе корисниците, жителите билат информирани во однос на новостите со работењето на предпријатието. Благодарам. Дишко Куцевски, директор на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар.